Голкост е дел од таа држава наречена Квинсленд. Знаете, Австралија има 5-6 држави таму, да не ги набројуваме сега сите. Инаку ова е една од најтоплите, да речем, места во Австралија, заедно со другата страна на Западна Австралија. Претежно туристи, има и доста луѓе кои живеат, али милионски се туристите кои се влеваат овде на годишно ниво. Инаку ова е само да отворам вратата, да сватам камерата. Ова е еден 4 хотел со 4 звезди, се протега на 3 високи згради, значи една е првата ова на која моментално јас се наоѓам, втората зграда е таа која моментално јас снимам и другата е таа од мојата лева страна, исто така висока зграда и се разбира во средината е базенот кој им стои на располагање на гостите од трите згради кои се дел од овој хотел. Таму негде на воздушна линија отприлика ни е блиску многу и морето, но во морето не се капат баш луѓето, пошто ова место е доста познато по тие големи бранови кои го фаќаат овај предел, овај појас и не е баш ни безбедно луѓето да се капат, нарочито камоли децата. На сметка на тоа, децата го уживаат секој ваков базен кој постои овде во Квинсленд. Значи, па можам да кажам дека и во најстудените месеци во Австралија тие се капат. И најстудени месеци во Австралија се отприлика негде таму јуни, јули, август, овде се капат. Едно, топла е водата, а и од друга страна повеќето од базените се исто така со греана вода. Инаку што друго да се кажи за Квинсленд? Квинсленд е моментално на еден сат летање од тие главни економски центри во Австралија, од Сиднеј од Мелбурн, тоест од Мелбурн е нешто повеќе, но од Сиднеј отприлика негде 1 сат летање, или ако одлучите да одите со кола, негде ќе ви одземи до тука негде можда 10 сати од така нешто отприлика. И е на тој северно-источен дел од Австралија, по што е позната, има доста долги песочни плажи и пред се по тие климатски услови, бидејќи климатските услови овде во Квинсленд или во ова градче наречено Голкост се повеќе од одлични. Значи климатските услови се повеќе од одлични, земајќи во предвид дека 300 дена во годината овде владеат топли денови. Значи тие дождови или не знам ладни денови скоро и да не постојат. Но ова место каде што владее воглавном субтропска клима. Исто така и една од главните дестинации на сите наши луѓе од кои живеат во Австралија, знае да биде ова место. Ова инаку собота во која престојуваме, да речем ова е спалната, али има и некоја таму дневна трапезарија. Сосема е добро, мислам доста представително. Мора да биде представително, пошто и парите кои се плаќаат овде не се баш за фрлање. Ако ви кажам дека една вечер во овај хотел кошта $350, можете ќе си речете дека е доста скапо, но ако ви кажам дека $350 или $400 е една просечна цена во Квинсленд, во Голкост, тогаш ќе ви биде јасно дека не сум направил ништо специјално, дали сум платил повеќе, туку таа една просечна цена овде за престој во овој дел од Австралија. Морам да кажам, знаете дека Австралија е доста скапа и било кај да одите, во било кое место да застанете, мислам да престојувате, во било кој хотел, ќе знаете дека овај дел од Австралија е доста скап. Значи овде имам уште еден балкон
и прекрасен поглед на базенот кој се наоѓа во склоп на овој хотел. Не постои хотел овде да не поседува свој базен за гостите. Преку целата година можам да кажам дека изобилува со туристи. Едно специфично место во Австралија каде што е познато по својот туризам. Инаку не може секој да го користи овој базен, мора да поседува една од тие картички кои се удираат на тие посебни уреди. На интернет ако одите да го побарате ова место, вели дека е хотел со 4 звезди. Али не баш се чувствува како хотел со 4 звезди, пошто нема никаква собна услуга. Има рецепција, значи али тоа е се што има, нема собна услуга. Еден хотел би требало да има барем собна услуга која ќе се декларира за хотел, но сепак можам да кажам дека е предобро, значи е преубаво, преудобно, но како што пише на интернет дека е хотел, не е хотел, туку можам да го ставам во класата на ресорти или место за престојување или така нешто.